групата мора да е со извесен степен на генетска блискост. Дека што знам, имаш некое дете што било посвоено, не му се познати биолошките родители, разбираш, пораснало, не знам, во Македонија со двајца македонски родители, не знае ништо друго освен Македонија. Нема начин никако сега ти, освен со некаква генетска анализа да видиш од кај е овај човек, мислам, реално генетски Добро. како е дојден. Значи, како можеш ти да речеш ова е детето има апсолутно културолошки македонски идентитет. Се познае. Така, значи како ќе можеш да речеш ти ова дете е поќе македонец, а овој дете е помалце македонец? Се познава. Како? Има Ај, македонски објасни. сурат. Ги спомна државите на америчкиот континент. Тие се држави кои што имаат генетско јадро, етничко дефинирано јадро. И јас би аргументирал дека и пред 200 години е бесмислено да се бара генетски чиста популација. И кога ќе речеш генетски, што значи генетски чиста? Мене не ми е битно дали е она генетски чиста или генетски паљава. Дали е генетски идентификабилна. Дали можеш ти да направиш поделба, не е генетски идентифициран. да земеш едно сито. Иако тие се идентифицират како припадници на некаков Дали народ, ти, што е хипотетски, културолошка групација. хипотетски, дали ти можеш да земеш едно сито и да ги протресеш народите на сета планета низ оваа сито, низ тоа сито и они да се раздвојат. Значи тука ќе ти паднат кинези, тука ќе ти паднат руси, тука ќе ти паднат македонци. Ја викам постои такво сито, таков филтер на анализа, според кој што ти можеш да речеш он е македонец, он е рус, он е србин, он е грк, он е денес. Јас би рекол ни денес ни пред 1000 години тоа не би било можно. Апсолутно. А тоа се има случајно. Значи во Америка е колонизирана во 4 бранови, кои што се 4 субпопулации на англиските острови. Првиот бран е кој што имаат отидено се пуританците калвинисти, кои што си имаат населено во Нова Англија. Вториот бран што има отидено таму се кавалерите. Од англиската граѓанска војна, они се кавалерите. Они се претежно од југозападот на Англија, од тој потегот измеѓу Бристол и Лондон. После ги имаш третиот бран се квекерите. Значи овде зборувам за верски заедници кои што имаат етничка димензија. Пуританците калвинисти. Тие се верска организација. Меѓутоа претежно колку имала етничка чистота, има етничка чистота. Англиски остров чавач. Имаш етничка чистота од околу 90% кај конкретните населенија. Англискиот островот Велика Британија не е етнички чист од тој момент. Меѓутоа, шкоти и англичани не се сматрат тие за меѓутоа, регионите се чисти. Калвинистите доаѓаат од она што го викаме Источна Англија. Есекс и Источна Англија. Тој е регион од Англија кој што има највисока концентрација на норвешки и данска генетика. Еве и сами го кажеш дека има највисока концентрација на норвешка и данска, значи ни норвешка посебно, ни данска посебно и највисока тоа е мање више истото. Највисока концентрација, што значи има и уште нешто. Ме разбираш? Пошто ова е највисоката концентрација, а има и некој што не е толку. Има и саксонците. Има и саксонците, има и нормално и келтско влијание. Мојата поинта е слушај, сите значи тие работи се окей. Ама ти викам, ама тие народи не се генетски речи го потеклото на тие народи не е генетско, туку е културолошко пред се. Сега ти кажувам дека е генетско. Значи ги имаш пуританците кои што се претежно овие под дано норвешко влијание. Ги имаш кавалерите, кои што се мојата поинта е дека тие од старт не биле генетски чисти. Кои што се сојуз од да тие културолошки разбирам дека биле квекери. Ама зашто квекери не генетски чисти? Што значи тоа генетски чисти? Ја не викам чисти. Па се ти кога ќе речиш, знаеш како? Ама не, еве земи ти имаш население. Врхушката на СДС се составена од власи од срби. Значи ти се викаш не викам дека се чисти срби и чисти власи. Викаш доминантно власи. Значи тој може да биде и во некој проценти македонец, ама поќе е власт. Еве ќе ти направам паралела, правиш филтер, знаеш на филтер за кафе. И имаш 3 вида на честици. Имаш честица што е чиста македонска, имаш честица чиста српска и чиста влашка. Така?
И имаш ти комбинации, имаш србин со влав, имаш србин со македонец, имаш македонец со влав. Се, ја ти викам, ќе пуштиме низ филтерот, што е, низ филтер хартијата, да искочат све што е, значи, да пропушти македонските честици, а све што има било каква трага на власи или на срби, ќе задржи. И она што ќе искочи е македонец. А тоа што е македонец? Ова не е, рецимо, еден атом, не постои македонски атом, тоа е молекула. Еве го, македонската молекула, структурата е. Има нешто дарданско, има нешто пајанско, има нешто од античките македонци, има нешто од словените, има нешто остроготско, има нешто... Ме сваќаш, и ова е една молекула која што ја нарекуваме македонската молекула. Так. Ама импликацијата што ја имаш, кога импликацијата викаш дека врхушката на СДС е составена од власи и срби, импликацијата што е во таа изјава гнездена е дека тој генетски материјал е одговорен за однесувањето на СДС како партија. Апсолутно. И мислам, затоа што тоа мислам дека е апсолутно погрешно. Инстинктот на секој човек, инстинктот на секој човек е да го ја зголеми не само сопствената репродукција, туку и репродукцијата на неговите луѓе кои што му се генетски блиски. Што неретко значи и коетници. Значи, македонецот има интерес да ја зголеми репродукцијата на македонците. Зошто? Зошто македонците од диаспората истураат толку многу пари година по година у оваа Република Македонија? Зошто? Еве болji пример. Еврејската диаспора зошто истураат дури кога немаат роднини у Израел, донираат за еврејската држава Израел. Година уз година енормни пари се слеваат. Зошто еврејското лоби во Вашингтон лобира година уз година за амерички пари да влегуваат во Израел? Затоа што има таму роднини, пријатели, значи не мора да биде, не мора да има роднини пријатели. Што е импликацијата? Дека не мора да има роднини пријатели. Дека секоја, значи се пак збораме генетска. Еве уште едно прашање. Секоја генетска група, без разлика во која држава се наоѓа, тие некако имат некој преќутен договор, или еве да речеме генетски запишан. Имаат инстинктна работа со кој што тие меѓусебно си помагат. Да. Значи сега, вака, тоа е убавата страна. Грдата страна. Јас мислам дека тоа не постои, да се грдата страна на човечката репродукција е следната. Неретко помагање на твојата група значи одмагање на другата. Не коментирам поише од тоа. Има ситуација. Меѓутоа, еве ќе видиме две групи на шимпанзи кои што се генетски неповрзани ќе се снајдат у дивината. Што ќе се случи? Наликува многу на војна. Значи шимпанзите ќе фатат, ќе се маваат со стапови и со камења и со измет, ќе се фаќаат, ќе се растргнуваат едни со други. Се случува тоа 4 шимпанзи или 5 ќе фатат едно друго, ќе го растргнат парче по парче. И победничката шимпанзова трупа ќе ја нападне и убие и изеде другата и ќе ја превземе територијата. И сите дрва они ќе ги берат. Сите мравјалници они ќе ги јадат, они и мравки јадат. Мали животинчиња ловат, јадат, значи територијата ја превземаат. Добро, значи шимпанзо успешно не само што ќе има собствена репродукција. Многу се запнуваш во шимпанзи. Еве ќе речеме дека има етнички групи во меѓу шимпанзите. Мислам дека ако шимпанзите достигнат наше ниво на бројност и доминација на планетата, они ќе се расцепат. Ма чекај сега, знаеме дека имаме, од твоја гледна точка е генетска работа. Да. Од моја гледна точка е културолошка работа. Добро. Значи од моја гледна точка јас мислам дека произлегува културата. Културата од каде мислиш дека произлегува? Не е можно да ставиш ти тројца луѓе. Добро. Функционално генетски мислам дека можеш да најдеш тројца луѓе кои што се еднакво по третина и македонец и влав и србин. Добро. Значи буквално еднакво се. Код кој едниот се сматра себе си за македонец, едниот се сматра за влав, другиот се сматра за србин. И апсолутно валидно се сматрат, да се разбериме. Добро. И сега тој македонецот буквално се тоа ти што го кажеш дека тој генетски предиспониран е да му помага на другите македонци, овој македонец што е третина сите овие етникуми генетски, значи тој мојот аргумент е дека тој осеќа таква блискост кон групата како ти што ја кажуваш дека е можна само преку генетска блискост. Затоа што тој човек во неговото културолошки мајндсет
тој не се осеќа различен од другите македонци. Без разлика што до него стои македонец, каде што не е еднаква третина неговиот македонизам, туку тој е 40% македонизам, 20% влав, а 4 не знам таму, остатокот 40% србин. Разбираш? Мојата поинта е дека генетскиот мејкап на човекот е апсолутно безкористен. Значи и сега апсолутно безвреден, ме разбираш? Значи прво и Ова ти основно кажуваш, знаеш како фенотипот генот како се произнесува е фенотип. Значи имаме луѓе кои што се фенотипски вакви, фенотипски онакви. Така да изгледат некако. Правевме за изгледањето, син ми изгледа како мене. Така. Изгледањето има врска и со однесувањето. Значи јас сум убеден дека постои поради различни услови на кои што се подложени трите нации во минатото, постои бихевиорална разлика меѓу македонец, меѓу влав и срвин. Ај вака, дали Ако ги постои нормализираме- бихевиорална разлика помеѓу македонец и македонец? Апсолутно. Па тогаш значи дали тогаш не Прашањето е поточната не, 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 не. претпоставка Прашањето е- бихевиоралната разлика нема врска Колкаво ќе го генетиката? направиш ситото. Значи ако го правиме ситото на ајде ќе тресеме дури не искочат нации. Ќе ти искочат македонец, влав и србин. Ама еве ја ставаш македонската нација низ едно порафинирано сито, поситно, ја треси, искача пасторалист, искача земјоделец, искача рудар, искача трговец. Чекај, ај ќе ги тресеме по региони, низ тоа сито ќе ги пуштиме. Треси, искача битолчанец, искача скопјанец, кавадарец, искача кажете вие некој друг град. Океј, да, ама тоа не прашањето ја негира поентата. Поентата е значи може и јас и ти ние да се зборуваме, осеќаме ние блиску, ќе се иако си организираме, Скопјанец, сум битолчанец. ние ќе се организираме како група на ниво на територија на Република Македонија. Точно. Колку има тоа врска со генетика? Она групирање кое што има смисла, при тоа запазувајќи го фактот дека секој интерес е на крај крајева биолошки интерес, е групирањето кое што има смисла на тоа ниво е групирање на ниво на нација, македонска нација. И па и да збораме за нација. Значи добро, не специфично за нација. Ајде да збораме за народот, не народот во смисла на етникум, она што го зборуваш луѓето како цело време култура. Моето мислење за културата е исто како мое мислење за државата, за црквата, за пазарот, за сите институции. Епифеномен на биологијата. Културата е производ на мозоци. Мозоците се биолошки феномен. Се слагам. Мозоците се можда најмалку разбраниот, меѓутоа најбитниот биолошка карактеристика на човекот. Како што спомнав во примерот за њухот. Ние не сме развиле њух кучешки, туку сме ги припитомиле кучињата. Тоа е многу потешко него да развиеш њух кучешки. Ама имаш една алатка со можеш да правиш милион работи. Тоа е мозок. Се слагаме. Тоа е мозок. Мојата поента е една од работите што можеш може денес во денешницата, без да се враќаме назад. Во денешницата можно е ти да се идентификуваш како двајца луѓе да ги идентификуваш како припадници на една иста култура, со тоа што ќе го видиш. Не знам, традицијата нивна, обичаите, да речеме можда и јазикот на кој што зборат. Значи таквите културолошките аспекти. И можеш да речеш објективно овие двајца припаѓаат на една група. Еве сега те Мојата поента е гледаш црнец со мариовска носија. Он припаѓа на нашата култура. Значи ако апсолутно, мислам, види се, зависи. Две различни работи се тоа. Ако имаш ти црнец кој што е само буквално спрема бојата на кожата црнец, а пораснал во апсолутна... Ама он не е само спрема бојата на кожа. Слушај, боја на кожа е можда најдосадниот аспект на човечкиот биодиверзитет, пошто он нема само црнечка кожа. Добро. Он има црнечки раце и нозе и црнечки мозок. Значи не знам колку прави смисла да се разликува црнечки мозок од белечки мозок. Апсолутно има. Ако земеме да ги мериме површина на мозокот, волумен на черепот. Јасно ми, јасно. Белците во просек имаат поголеми черепи и поголеми мозоци со површински мозок него црнците. Добро, така. Азиците имаат поголеми мозоци, они се еве поинтелигентни од белците. Дали може црнец буквално да биде пораснат во македонската традиција и да се осеќа како македонец? Он може да се осеќа колку сака, ама дали он е?
Значи не е битно, ако ја прашаш него, тој значи не знае за ништо друго. Значи тој можда некогаш некаде бил донесен од Африка. Така? Добро. Или од било каде на друго место. Ама тој не знае ништо за тоа. Разбираш? Еве ти поставам прашање. Единствено што го знае тој Американските црнци. Добро, Они не знаат од каде се донесени. добро. Они прават генетски тестови. Тие помалци американци се од белите црнци кои што знаат од кај се донесени. Културата. Ете така да збораме. Културата на америчките Пошто тие црнци. знаат дека се донесени од Африка, замисли. Значи тие го имат дел како својот речиме origin myth, знаат дека јас не сум тука роден, не сум изникнат како печурка од земјата, туку од друго некое место ме донеле, разбираш? Ама сега конкретно, реално, црн американец и бел американец, тие се културолошки еднакви американци. Не. Значи не збораме по права и по други работи. Не, И зборам едниот по и култура. другиот е еднакво Зборам по американец како култура. другиот. Зборам по култура. И Значи, ни по култура не производ на бела Америка Добро, е белецо може да репова. Тоа е производ на Црна Америка. Мо- Излегва Ванила Айс и сега излегват како се вика Липтарди и му викат ти ја проприраш црнечка култура. Ама колку тоа не има е бели црнечка рапери? култура. А Vanilla Ice и Eminem. Толку. Има бе, Макълмор има колку сакаш има. Майкъл Мур не беше Макълмор, овој... не. Макълмор. Не знам Макълмор кој е се тој. вика, не го знаеш. Многу популарен е, младите го слушаат. Прашањето е дали може Мојата поента дали е- може да произлезе джез и рап од амерички белци? Дали може да Апсолутно. произлезе кантри Апсолутно. блуграс од амерички црнец? Апсолутно. Не може. Ја Ја еве јас сум по кантрито, јас сум као и сите Ке ти други даме товар америфили. групи, човече. Америчкото кантри е произлезено од шкото-ирските фолк музики. А джезот и блузот се произлезени од црнечките спиритуални. Се од нешто песни. се од нешто излезено. Моабетот- Македонската народна музика е произлезена од, не знам, племенските обичаи на не знам, не е битно. Значи не ни навлегвам од тоа. Мојата поента поентата е- е, од негде се од негде излезе. Значи еве сега, Ама стигнало до еве некоја сега ја, до ја некоја гледаме, поента. ја гледаме како живеат американските црнци наспроти како живеат американските белци. Ама Американските тие не се монолит, бре, црнци човече. се ма не извикам, јас зборам на статистички релевантно Добро. ниво. Мнозинството амерички црнци живеат во гето. Се бават младите мушкарци се бават со криминал. Да не се лажеме, се бават со гангстеризам. Значи не можеш да речеш дека мнозинството црнци се бават со криминал. Мнозинство- Можеш да речеш дека мнозинството криминалци се со потекло од црнци. Тоа е релевантна статистика. Што е пак релевантно. Ама не значи дека тој дел што се криминалци се мнозинството од црнечко население. Они живеат во гето. Они дури и кога имаат избор да земат да работат, живеат од социјално. Добро, ај вака да ти кажам. Американските црнци прифаќам живеат тоа. така. Го прифаќам тоа. Американските белци не живеат така. Ајде да видиме. Македонците во Америка живеат во гето, македонско гето. Како Значи, изгледа многу од нив- македонското многу од нив- гето? Многу од нив не го зборат јазикот. Значи тие многу малце се мешат со другата Добро. по култура. Си се држат самите нас Добро. до себе. Си одат до собствени цркви, си терат собствена религија. Добро. Значи во многу, значи тоа ти што го опишуваш, не е црнеч нешто што е специфично за црнечката имиграција во Америка. Македонците Тоа е нешто- во Америка. Тоа е нешто што е специфично за Македонците- било која имиграциона група во Америка. Не, Апсолутно. не. Еве ги гледаме, значи дури имиграциона група. Еве се држат, да, еве живеат у собствени мала, ама како Исто со изгледаат тие мала? италијанците, исто со Ама порториканците, исто со Како, ирците. како изгледаат тие мала? Дали изгледаат како црнечките мала кај што да плюкнеш ке погодиш леш застрелан некој? Не, Или мислам дека или изгледаме во или предимenzионираш. изгледаат како Чајнатаун. Кај што Предимenzионираш. можеш Не, ова, Предимenzионираш. ова е факт. Америчките градови, еве, нели, статистиката за насилство и стапката на убиства во Америка, нели, ја цитираат цело време, тие американците се насилни пушки, пиштоли. Тргни ги црнечките градови што се, и Америка е по-скоро мирна колку Швајцарија. Значи то се индикатори на криминал. Значи и са може да збораме ние дали јас мислам дека е бесмислено да се збора дека Моабетот е, црнците се не може да се стави по криминална знак раса. еднаквост. Мислам, тоа е апсолутно безумно. Да сега да речам по криминална раса треба да редефинираме криминал. Црнецот како биолошко битие е адаптиран за друга средина, не за
европската групно селектирана цивилизација, туку он е селектиран за да се бори да стане локалниот алфа за да ги прибави сите жени. Тоа е малце по индивидуална селекција, сега да не влегувам у детали на еволуционата наука. Добро, и да не се замараме Меѓутоа, многу со Америка, да не- се вратиме кај. Ама ете, тоа е добар пример пошто е по висок контраст на пример има. Црнечкото мало не е исто што и македонското мало, не е исто што и кинеската четврт. Еве Ама во не се- Чикаго не се има различни во иста смисла, тоа е поентата. Како не се Сите се различни? различни на различни начини. Затоа што секоја култура е производ и епифеномен на биологијата на оние кои што ја создале. Не може да постои Ама културата- македонско мало. Ама културата, не генетиката. Ме разбираш? Културата произлегува од генетиката. Не знам дали се слагам со тоа. Уствари не, знам, не се слагам. Зашто не би се сложил? Зошто токму овоа? Зошто? Ако Зошто? културата излегува од генетиката, тогаш јас можам да земам, како се вика, еве да не одиме во Америка. Јас можам да земам било кое дете родено во било која болница во Албанија, Добро. да го ставам како се вика во фамилија од двајца македонски родители, од буквално од нултиот ден. И тоа да порасти буквално како што пораснува моите деца. И сега ти ми кажуваш дека без разлика што да му кажам јас на тоа бебе, тоа едно време ќе почни албански обичаи да сака да речи го да почитува, ќе почне албански да збора, не знам, ќе се осеќа блиско со некој рандом албанец што го сретнал на улица, без никој апсолутно да му каже дека има тој било каква врска со албанската култура. Тој најмала мера. Ќе има некоја магична нема да има привлечност. магична, Или ќе има каква? инстинктивен осеќај дека е поинакво од околината. Еве да го направиме уште поинтересен предизвикот. Не у било која македонска пошто имаме ние генетски преклоп со албанците. Или динароидните македонци Добро, еве, и најчистите албанците македонци имаат што мислиш ти? Таму не да најчистите, најдалечните од албанците. Најдалечните, нема проблем. Ќе го носиме еве рецимо у Берово. Добро. И дали ти Ќе мислиш расте дека тоа дете кога ќе порасни, некако Тоа дете ќе слушни нема- албански негде и ќе речи. Нема да се "Ова ми е случи некако тоа, блиску ми е." нема да се случи тоа пошто ти ми даваш пример, ќе ја земеме едната пчела, ќе ја ставиме у другата кошница. Не е пчела. Добро, мислам, Таков пример ми даваш. Една пчела не е кошница и едно дете посвоено албанче у Берово не е Албанија. Албанија е феномен на Културолошки група на албанци. група. Меѓутоа, Значи, не е кој генетски, што пошто ако произлегува, беше генетски, како не е генетски? ако беше генетски тоа Како не е некако ќе генетски? можеше Не, да изеволуира култура. Функционалната единка на човечкото битие не е поединец, туку група. Што рековме? Добро, Еден човек Ама не е твојата поента функционална е дека единка. секоја единка Значи, во за да- таа група за да- е некако мора да биде некако генетски блиска на другите единки Да. за да има некаква кохезија. А мојата поента е за да постои кохезијата, генетиката е апсолутно ирелевантна, туку тие треба да имат културолошка близост. Вака, сите примери ти што ми ги даде, значи државите на Ние на пример еве многу тешко може да живееме, да речеме фамилија до фамилија, македонска фамилија до кинеска фамилија. Многу Добро. тешко се живее. Така, затоа што тие различни работи јадат, го разбираш. изедоа шаркот. Значи ми е мабето, значи културолошки тука нема никаков оверлап. Така. Сега ако ги гледаме другите, ако гледаме на овие народите што сме блиску на пример македонска фамилија, еве да не земеме албанска, пошто еве тука имаме религијската поделба. Еве да земеме српска фамилија, еве да земеме бугарска фамилија. Еве и грчка фамилија да земеме. Добро, таму го имаме да речеме не знам, ете јазико отежнате. Значи сам да ти кажам културолошки и затоа ние многу се вреѓаме кога некој од запад ќе дојде и не гледа разлика помеѓу нас различните, а ние сме сите на нож фатени. Како ме нарече србин, разбираш? Или Видеј, русин ме нарече. Слушај, Не, човек, јас на пример човек. работев во Америка, сите мислат дека сум русин. Ме разбираш? Човек- Ние буквално Истото нашите- важи и вака. Слушај, нашите- јас ќе отидам во Енглеска и јас на лик не можам да познаем кој е од Есекс и не можам да познаем кој е од Вест Кантри, од Весекс, не можам да познаем кој е од Север, од Граничар, кој е од Мидландс. Сега им ги знам дијалектите, ама некој наш што знае основно англиски, колку да се разбере, не може да им ги распознае дијалектите, не може да им ги распознае суратите, и ти ќе му речеш, дошол он енглез, од рецимо од Јоркшир, и ќе му речеш, еј, ти си енглеза, бе, Лондон е многу убав град. Тој ќе рече, пуе, хомосексуален град, пуе, мамето да му го ебам. Така. Тоа е како се, еве ти си македонец, идеш у рецимо Енглеска, ти викаш јас сум од Македонија. Еј, Скопје многу го сакам. Знаеш, и она се чекај бе, ја Битола постои ли? Со години бевме по-курац фактор од Скопје, сега таму зашто е близу до Србија. Не е битно.
Целиот муабет ми е, да, оддалеку ти изгледаат работите хомогено. Јас кога стојам на врв водно, Шар планина не ја гледам јасно. Ама отидам ли у Тетово, многу јасно се гледа Шар Ама планина. објективно затоа што разликите се нијансирани. Тоа ми е поентата. Бре, сите разлики се нијансирани. Оти ние ако застаниме да речеме Ама ете, објективна качам ли се ја на Шар планина? Таа нијансирана разлика меѓу дрво и камен што ја не можам од врв водно да ја видам, станува прашање на живот и смрт. И тука фактички, кај што вие сте сите исти на Балканот. Да, кога си таму, кога си тука, дали е некој албанец или македонец или србин, или у рамките на таа нација, еве рецимо, дали си ти Албанија, викаме Албанија како да се работи за кохезивно, дали си Тоска или Гега, дали си православен или католик или муслиман, или ако си муслиман, дали си сунит, дали си бектеши, тоа е прашање на живот и смрт. Чекај. Ај тука има една интересна работа. Пошто ти само да речеме ти не си, еве, да прифатиме дека ти генетски македонец, као се вика, осеќаш блискост на твојата група генетски македонци. Ама ти покрај тоа што си генетски македонец си да речеме православен христијанин. Добро. Осеќаш ти блискост сега тука надвор од твојата македонска група, сега осеќаш блискост од другите православни христијани. Исто пошто групите не се граничат само на генетски граници, Добро. туку се граничат и на религиозни граници. Добро. Се граничат и на јазични граници. Така. Првата Значи, ствар што објективно ќе ја е- речам. Секоја Значи, само ти кажам религија се, еве, во смисла на еволутивната предност на групите. Како тоа го помируваш со фактот дека групите цело време се една со друга како се вика, се мешат групите. Оти сега, да речеме ти можда тоа е проблематично. не е ич проблематично, зошто е Јас проблематично? еве ќе ти дадам два многу добри примери зашто е тоа проблематично. Има еве две нефункционални. Грците православни се, видиш они пред. Така? Прво. Значи имаме ние оверлап таму, имаме некоја груп не фитнес е со тоа нив. истата вера. Значи имаме ние некој груп фитнес со Не нив. имаме груп фитнес. Како грци. не? Вака, прва работа, кога ќе речеш православен, тоа не е тоа е истата вера, меѓутоа секоја локална верзија на православието е специфична за народот кој што ја практикува. Ама тоа е исто како Битола Скопје. Ние македонци сме, ама Битола има локална верзија на македонштината. Скопје има локална верзија на македонштината. Тоа е до спецификација. Ама пак сме ние во групата. разликата е толку мала меѓу битолското и скопското православи, битолската и скопската македонштија, што ако го подесиме ситото на сетинг нација и ги протресеме сите луѓе на планетава, скопјанецот и битолчанецот ќе испаднат заедно. Добро, а ама ќе ако- испадне надвор гркот, ќе испадне Ако надвор го бугарот. подесиме ситото на православие, Ако ќе го паднат и подесиме, да. грците, и бугарите, и македонците, Ако и го православните подесиме, да. албанци, и србите, и украинците. Абе горе Што до знам. Русија ќе отидеме, да. Така, така. Ама ние реално А зошто, знаеш ли зошто не е- немаме некаков оверлап со нив. Да се разбериме, немаме Со реално кого? некој оверлап. Со различни од ова. со русите? Абе не, еве грците, еве православните албанци, еве православните бугари. Разбираш? Србите, ме сваѓаш. Значи ние имаме различен значи знаеш како ние ги осекаме на пример србите поблиски или бугарите поблиски, ги осекаме оти јазикот му звучи како нас. Ги осекаме поблиски и оти традицијата му е послична на нашата, разбираш? А значи во надвор од религиозната блискост што ни е еднаква на сите, Значи, имаме повторно. различни нивоа на блискост што се базирани на друго нешто. Имаш начини, имаш милион начини на кои што ти можеш да го поделиш човештвото. Еве сега рецимо, Па затоа викам дека тоа ако филтерот, фитнесот е ние без сме везе. го упалиле филтерот јужни славофони народи кои што се православни. И испаѓаат срби, црногорци, македонци и бугари. Да. Го ставаш филтерот на јужни славофони народи. И со се овие горе наведените искачаат бошњаците, искачаат хрватите и словенците. Чекај, ајде, угаси тоа славофоните, стај православни јужни народи. Искачаат македонци, срби, црногорци, бугари, грци, румуњи и дел од албанците. Добре, никој од овие не е хомогена држава. Ние нема овие, проблем со тоа. Ама која од Ама овие? пак се функционална група. Кој од не, која функционална група? Функционална група Дали се. координира посетим го Дедо на- Стефан? на Дедо речи го на Стефан решето. дали координира со овој како се викаше грчкиот патриарх за теолошки прашања? Не. МПЦ е у раскол. да оставиме МПЦ е црквата. у раскол. Да оставиме Не, црквата не ја на оставам страна. црквата, Да ти ја збораме на спомна. ниво на држава. Православието Да збораме на ниво на држави. не е приватна работа, не е тоа како америчкиот протестантизам.
Еве ти една Значи- многу добра аналогија. Ти можеш да бидеш сам протестант, ама не можеш да бидеш сам православен. Мора да се покрстиш у црква. Мора да се венчаш у црква. Мора све. Добро, тоа е Нема сам детал православен. религиозен детал е тоа. Значи ти можеш да бидеш православен како се вика македонец, кој ќе се крсти самиот себе. Разбираш? Ме разбираш? Не. Значи тоа е како ти кажам side effect на природата на религијата. Тоа нема врска со некаква суштинска разлика. Мојата поента е дека прашањето е мојата поента е дека зошто постои нема македонска смисла- православна црква и зошто постои грчка православна црква? тоа е производ на локалните етно проблеми што се тука. Зошто дури и у мојата една поента е дека се зошто дури и у една глобална и универзална католичка црква, као што они католичка значи баш универзална, што опфаќа свет црква, Да. зошто они не се сите под команда на папата, туку имаш локални, имаш кардинал за Добро, ама како се вика. Ама кардинало е под онакво на папата. Ама, значи, кардиналите и владиците на католичката црква имаат контрола врз својата диоцеза. Да, си има. Папата не може нив да им даде директна команда, он само за теологија нив им овакво и плюс координира меѓу нив на куријата. Значи, тие се сите локални, што ги викам, цркви, кои што координираат за теологија. Во Рим. Значи дали ти можеш да дистилирам мојата поента? Мојата Поентата е дека православието, можеш да групираш православието луѓе. како групирање нема смисла, мислам добро, оно постои, ама не можеме еве сега ние ќе се фатиме православни за да го реши. Значи имаме работа што се вика панславизам. Значи има луѓе што викаат, еј, слушај, да не работеше Западот, да не раскара на словените, ние фактички сме еден народ, раса, како сакаш кажи го. Едно нешто сме, што ако се обединиме, ќе бидиме многу јаки. И таа е идеја абсурдна, бидејќи словенштијата тебе не те бендисва, разбираш? Не, Ама не, сега не, тебе не, не не, ти е абсурдна не е идејата прашање, не е дека прашање на во мене дали ме територијата на бендиса. Македонија треба да живеат само македонци. Разбираш? Не. Абсурдна е идејата пошто тоа уклучува премногу луѓе и преголема територија за успешно да координираш. Што имат културолошки разлики меѓу себе, така? Не само културолошки, постојат значи генетски разлики. Абе без разлика. Како без разлика? Ама не се толку, например, тие генетски разлики не се толку далечни во некој случај колку што се, да речеме, не знам, поблизок ми е со други народи. Слушај, да, мене ми е поблизок рецимо пољак него енглес. Ама па сум до тој степен далеку од пољакот што ја не можам ефективно да координирам со него на ниво на нации. Дури ја можам да А замислам објективно, двајцата сте индоевропејци. Двата сте тргнале од една генетска супа. Добро. И сега некако низ вековите и сега- сме се диференцирале. Ама значи што сега, значи мутирал генов во некој посебен македонски ген. Или Оваа или комбинација сте се на оддели- гени или сте се оддели- станало таков фенотип, ја произвела таа култура, се населила на тоа така, место. така. Значи, Ама ја тој произвела ген таа култура. Ама тој ген ја произвел таа култура, а тој ген ја произвел таа. Чекај, не знаеш дали тој ген ја произвел таа култура? Па Можеш кој? да речеш дека е уникатната мешавина на сите гени кои што се сретнале на ова поднебје ја генерирала ова култура. Зошто тоа е помалце валидно? Зошто тоа е помалце валидно од да речеш значи ова да се култура вратиме, еволуира да се вратиме од на етнички метафората. чиста. Ма каква етнички чиста? Јас ти викам, јас како го почнав муабетот? Јас не верувам дека процесот на етногенеза е завршен. Че македонската нација е нецелосна. Дали поради нашата разноликост, дали ради некоја, како да се изразам, друга вродена или невродена карактеристика, Што му фали на македонската нација? Ти викаш некомплетна, што му фали? ова е значи термин кој што го позаимам од Освалд Шпенглер. Тој е аналитичар кој тврди дека културите растат и се развиваат и кога ќе дојдат до цивилизацијската фаза, престануваат да растат и почнуваат да стареат. И тоа во овој случај може да се шират територијално и на крајот имаат сите култури и цивилизации. Со таа култура се случило тоа со некоја култура, било која што може да знаеме. Значи да Апсолутно. стигне некој стадиум кај што престанува да еволуира Да. и сега само стари и предпоставам пропаѓа. Да. Класичната цивилизација, која што ги вклучува дорските грци, ахајците, после наредниот е хеленистичкиот
период и последниот е римскиот период. Ама тие не остареле и пропаднале, тие еволуирале во културите што се изродиле од Рим има остарено и пропаднато и доаѓаат од страна германските племиња од една страна, арапите од друга страна и ги завземаат териториите на Стар Рим. Ама римската култура е жива денес. Не, Човек. претопена е, Значи ние имаме сенатори како во Рим што би имале, така? Сме, да, Така, значи тоа е дел на нивната култура. Добро. Така. добро. Не знам Она што е не знам преостанато, што друго да ти ама кажам. сега ти ми кажуваш, Збораме изумрена сега ти култура, ми збораме кажуваш, нема. не, колата моја што ја смачка камионот е уште жива, ја стопија и ја направија столче. Еве го у столчево имам железо од колата. Добре, не из принцип. Тоа значи, ми го кажува. Не, Тој е не, репрезент на, како се вика, на плебсот, така? Значи, тој... Сенаторот не е репрезент Така. на плебсот. Сенаторот во антички Рим е баш аристократската класа. Добро, ама во секој случај, значи тој... А тоа дека види морфолошки дека знаат некои аспекти на западната култура или на сегашната западна цивилизација, на која што и се ближи крајот, она е во својата декадентна фаза и во наредните 50 Не. години ќе опадне. И што ќе заслужи? Ќе молим? Што ќе заслужи кога ќе опадне? Ќе се издигне нова цивилизација. Не е јасно која. Е на повидок? Или На- ќе се смисли некоја нова? Дали е на повидок Јас или не, мислам дека ова е дали апсолутно бесмислено. Јас мислам Како дека би било културата бесмислено? континуално еволуира. И ние можеме, на Да. пример, еве религијата се Меѓутоа- базира врз религиски текст стар 2000 години. Ме разбираш? Значи то и Ама тоа не е гледај, например, истата, слушај, гледај, православието еволуцијата како што ние го еволуцијата на играме- христијанството гледа. Значи, огромната православието еволуција. како што ние го практицираме тука во Македонија. Значи и јас имам напишано и текст на оваа тема за западна публика, пошто они викаат тоа православието е многу добра вера, треба ова на. Ја кажам, луѓе, сватете дека просечниот православен христијанин на истокот воопшто не мисли на теологија. Воопшто не размислува. За него православие е, еве нашиот адет у Скопје, да се собереме цело мало за бадник, да запалиме оган, да запалиме бадникови гранчиња и малото да комуницира. Јас што викам, нема сам православец. Мора ти како дел од твојата група. Ама не е ова Ама тоа специфично нема за врска, православието. тоа нема врска со рајно-христијанската црква што се криеле по катакомби и припишувале што рекол Така Свети апостол еволуира, Павле. ме разбираш? Значи мојата поента беше дека тоа еволуира, дека не е Да. и значи не стигнала до некој стадиум па исчезнала, туку таа цело време еволуира. Криењето Разбираш? по катакомби, демократијата од криењето времето по од Атина катакомби, еволуира до денешната демократија. Криењето така? по катакомби више не постои. Ардијанската ерес, што е една форма на христијанство, више не постои. Квекеризмот во Америка, што порано бил многу јак политички фактор, више скоро и да не постои. Пуританскиот калвинизам, кој што е доминантната религија во Америка, више не постои. Јас би рекол не е мејнстрим, ама дека не постои не би се сложил. Не е мејнстрим, И знаеш зашто не е мејнстрим? Не постои. Затоа што мејнстримот еволуирал. Не Значи, постои ги како разбрал- што ги постоја. разбрал проблемите со тие, Не со постои тие, како со тие што доктрини, разбираш, и тие полека испаѓаат по страната. А дека И ова елементи, сега што го имаме, ти што викаш елементи дека декаденција се случува, тоа е фактички само филтрација на единствените културолошки постулати кои што се покажале како универзално точни. Сега ние не може да дебатираме дали моментално Не, во Европската апсолутно унија не, почитувањето не, на не, човековите права е како Види, што треба да а, биде, ама сенката факт е дека е поарно отколку порано. Сенката на Америчката империја е толку долга, до тој степен е изолирана Америка ква Америка од последици од своите грешки поради енормната. Затоа Шпенглер вика затоа така умираат цивилизациите. Стануваат толку моќни што можат да се изолираат од последиците на своите грешки. До тој степен да кога више им ја однема снагата поради старост на цивилизација, поради губењето на виталноста. Едната ствар што ние можеме да ја речеме за Америка денес е дека таа не е истата Америка што била во 19 век во цутот на младоста. Америка што го има подчинето америчкиот континент, од шака државички, од конфедерација на 13 државички со многу Апсолутно мало се славам. население, она има освоено све, од Портланд до другиот Портланд што се заебаваат. Да. Целиот амерички континент е подчинет. Од оваа и чим е освоен америчкиот континент, е тргнато низ сиот свет. Значи ние живееме ден денес у културната сенка на Америка. Еве каде и да се свртиш ти не можеш да избегаш од Америка. Не можеш да make America great again.
Самиот Дончо Војвода, кој што го викам, ќе ти признае, не сме тоа што сме биле на времето. Он е роден кога беше Не се 46-та исти. година. Не се исти. 46-та година, значи и ги решаваат збориме проблемите. за една триумфална нација која што ги има поразено Германија и Мислам Јапонија. дека тоа е романтизам, апсолутно. Значи, Значи сите 50 култури, години се имат во тековни полнек- проблеми или ги решаваат или не ги решаваат. Значи апсолутно. Земи го антички Рим. Добро, Почнуваат не. како една витална република, која што е аристократска република, меѓутоа пак они се знаат, они се сите едни со други комши и трети братучеди. Не се рачунаш за римјанин ако не си роден на место што може да се види од врвот на Трпеанската карпа. Значи тоа е било дефиниција за римјанин. И тоа било време. надминато како апсолутна Да. глупост. И Значи, надмина- денес ама не можеш е да бидеш- апсолутна Затоа глупост. можеш да бидеш денес американец без разлика кај си роден. Ме разбираш? Да. И Значи, затоа американецот е Америка, модерниот Америка римјанин. веќе нема кохезија. Во Америка нема Ајде, добро. ние американците, туку ние афроамериканците, ние латиноамериканците, ние вакви американци, ние жените, Значи, ние може да дебатираме дека ваквите. ти имаат проблем со тоа сега, али Не, види, ама значи, ама цело тоа е време проблем. бегаме од тоа е- Македонија. Ќе да се тоа е вратиме во проблем кој Македонија. еве Суштинското прашање што сакам проблемот да е ја кој поставам. може да биде македонец. Ние не слушаме во И- и Македонија. и тоа не ми е интересно. Ние И македонците. тоа не ми е интересно мене. Не. Затоа што Овде мислам, слушаме затоа што за мислам правата дека- на албанците, за правата на ромите, за правата на Ама овој и слушай, правата слушай. на оној. Значи, И на не крај можеш- еве дојде збори за правата на македонците во Македонија. А нели начално сите треба да Така, сме така. македонци под бајракот на Македонија. Значи, не можеме сите Значи да бидеме имало македонци. разлика меѓу тој и тој. Значи, мојата поента е дека значи јас не одбрав да бидам македонец, бе човече, ме разбираш. Добро. Значи јас бев пораснат во таа традиција. Значи јас не сум македонец заради не знам заради што сеќам исконска блискост со не знам со Гоце Делчев или со Александар Македонски. Јас сум македонец, со тие се македонци, мајка ми и татко ми. И така ме научиле тие мене, ме разбираш. Мојата фамилија е таква. Ме сваѓаш? Те Што научиле? Што значи јас не можам. Или си се родил македонец? Значи, Дали бебе од Ама- 6 месеци е македонец? значи не знам, него Дали е не- бебе не знам, недела дена после не го раѓање? знам.